Во рускиот град Волгоград се одржува меморијална церемонија за одбележување на првата годишнина од бомбашкиот напад на автобус при што загинаа 6 цивили, а 36 беа повредени. Зад самоубиствениот бомбашки напад стоеше жена самоубиец од Дагестан. По бомбашкиот напад на 21 октомври 2013 следува уште 2 терористички напади во Волгоград во кои беа убиени 34 луѓе. Год назад не вернет им. Во Киргизстан 7 активисти за човекови права кои протестираат против зголемувањето на цената на струјата, четврти ден поред штрекуваат со глад. Тие протестираат во парк во главниот град Бишкек преку ден, а за спиење одат во нивните автомобили кои се паркирани во близина. Земјата е погодена од енергетска криза, која резултираше со зголемување на цената на струјата за 50%. Во Кабул се убиени 4 афганистански војници во експлозија на бомба поставена под нивниот автобус. Војните власти соопштија дека во експлозијата се повредени уште најмалку 6 војници и уште 6 цивили. Портпаролот на талибанците преку социјалните мрежи ја презеде одговорноста за нападот. Во Пешевар, пакистански новинари протестираат против одлуката на владата за суспендирање на приватна телевизија која емитува програма на урду јазик. Пакистанското тело за регулација на медиумите ја суспендираше работата на телевизијата Ари за 15 дена. Таквата одлука ја донесе поради емитување на интервју со кое се критикува судството во земјата. Уште една телевизија која емитува програма на урду беше забранета претходна годинава поради спор со пакистанската разузнавачка служба.